Автомобилизам Марко Блажевски води во домашниот шампионат на една трка до крајот, а четврти е во Европа во Твинго купот оваа сезона. Гостин во студиото на Македонија Натро. Добро утро. Добро утро. Од брзините, сега малку бавно во редовниот живот до последната трка во домашниот шампионат. Каква е состојбата во домашното првенство во ова надпреварување? Ова година добро е. Прошта година имаше некоја динамика, се менувавме со Давид Малинковски до последната трка и станав шампион прошта година. Но оваа година до последната трка имаме две трки сега на крајот на викендот во Серес, каде што водам 27 бодови, мислам дека, така да мислам дека е завршена работата. Да, две трки имате во рамките на еден викенд, последниот викенд од надпреварувањето. Сега, карактеристично за ова надпреварување е што, па не само за ова, туку и за сите автомобилистички надпреварувања скоро во Македонија, освен ридско-брзинските, што не се надпреваруваме на домашен терен. Зошто? Зашто? Причината е едноставна, меѓутоа да ја слушнеме, да. Немаме патеки, имаме до пред неколку години, пред 3-4 години се возеше Кичево, кое што не е полигон, воен полигон. Тоа е воен полигон. Одамна ги има на... Тоа е опасно да се вози таму. Сега возиме на некои патеки каде што се вози Формула 1, каде што е премногу сигурно и не може да настане никаков хаос или нешто да се случи на возачите. Све е толку добро организирано да е без грешка, буквално. Имаме инсерти од твоите возења во текот на оваа минатата сезона. Како се одвива домашниот шампионат? Колку трки има, колку возачи, каква е конкуренцијата? Па оваа година се организиравме сами на некои две трки, иначе одиме со АКК Рено спорт од Скопје, кој што не организира сите заедно. Имаме вкупно 8 возила, кои што треба да одиме на сите трки низ Европа што се возат. Фактички тоа е европскиот Твинго куп, возиме ние од дел од тој, го возиме и нашиот шампионат. Но на оваа година доста трки одевме во сопствена режија, каде што се менувавме. Последната трка каде што бевме во Мост Чешка, бевме само 5 надпреварувачи од македонскиот шампионат. И не фати многу поскапо од кога ходиме сите заедно, бидејќи имаме шлеп да пратиме до таму колите, котизации. Али добра беше оваа година затоа што извозевме многу трки. Имавме некои 6 викенди по 2 трки, тоа се 12 трки оваа година. Автомобилизмот во Македонија се уште, од секогаш бил и се уште е на ниво на ентузијазам. А тоа е еден од спортовите, една од формите на надпреварување во светот во која што се вртат огромни средства. Зошто македонскиот автомобилизам има проблем да најде спонзори, да стекне популарност и така натаму и така натаму? Што е проблемот? Не може ли да се ископира некоја формула, некој рецепт? Па мислам дека во последните години малце со Твинго купов се подигна ние што возиме уствари таму. Потврдуваме дека е така. Тоа е многу добра работа се случи што се почна овој Твинго куп, бидејќи има можност за некои водачи додат и малце погоре. Имаме водачи од типот на Виктор Давидовски кој што направи многу добри резултати овие 2 години. Се проби одлично во ТЦР и во World ТЦР, така што оди македонскиот автомобилизам оди напред, но многу се мали шансите да се стигне до тоа ниво, бидејќи немаме доволно средства. Да, и во светот на брзините се оди многу бавно. Се работи за перцепцијата на компаниите во Македонија, на општествено одговорните компании, се работи за што се работи? Што изостанува? Изостануваат средствата кои што ни требаат за средствата растат све повеќе и повеќе. Да, скапе спортот. Све повеќе и повеќе растат, значи растат и цените на котизации, на буквално на све, за да влезеш во еден тим е многу поскапо сега што било на пример пред 5 или 6 години. Така да средствата се зголемуваат, а све помалку луѓе даваат помош на возачите. Кога еден Кими Рајконен кој што водеше Формула 1 20 години, он вика, многу е тешко да се стигне до Формула 1, бидејќи требаат многу средства. Тоа е тоа. Јасно ни е за што станува збор. Какво е нивото на организација, велиш, на европските трки ги возите и домашните, тоа е затоа што немаме патека. Какво е нивото на организација во ова надпреварување на европско ниво, каде што оваа сезона заврши на 4-то место? Оваа сезона имавме една трка во само македонски шампионат, каде што не возевме со европскиот Твинго куп, тоа беше во Серес. Тоа беше, мислам, нека во август или јули беше трката, не можам точно да се сетам. Бевме многу малце возила. Прво од македонскиот шампионат. Бевме ние 8 автомобили од Македонија од Твингото и плюс беа некои 6-7
автомобили. Значи, изгаснува кај нас тотално да не овој Twingo Cup, нема да има воопшто ни трки во Македонија. А организацијата ни беше заедно со Бугарската федерација, што е окей, бидејќи немаме доволно возила да се возиме. Додека каде што одиме на стазите од Европскиот Twingo Cup, таму има преку 200-300 автомобили, каде што е интересно да седнеш буквално на трибини и да ги гледаш. Организацијата е на врвно ниво, каде што има редари буквално на секоја кривина, по 2-3 редари, каде што кога ќе се случи инцидент, веднаш има знаме за предупредување, излегува safety car, црвено знаме. Буквално за 2 минути доаѓа тесна патеката на Громник се истумав. Буквално за 2 минути ми дојде возило кој што ме провери, кој што ми сврта колата повторно натркала да ми биде и све беше окей. Колку сме далеку од една ваква организација, на една ваква трка, колку сме далеку од патека во Македонија која што ќе ги задоволува стандардите? Дали е тоа толку многу скапо? Дали е тоа толку многу, дали бара толку многу средства да не може да го направи? Па мислам дека држава може да направи таква иницијатива, додека се тркаат луѓе по автопати и од по Тетово градски Гостивар, улици. да, наместо да одат на стаза во Македонија, не дека да се направи да си платат дневно колку кошта тоа, колку чини тоа, да се испукаат луѓето и потоа да се мирни дома, да не прават глупости, да нема мртви луѓе, било идеално. За колку време, еве, како возач, како човек кој што делува автомобилизам, за колку време би се исплатила една таква патека сама од себе? Тоа е да не кажеме, ама ќе кажеме перпетум мобиле, сама да работи за себе. Да, па тоа е на пример на Серес да отидеме сега јас и ти да земеме коли под рента, 80 евра цел ден да се возиме. Значи тоа е ефтино да си отиде сам човек да си оди со негова кола да си вежба. Не знам, за 4, 5 до 10 години би се исплатила таа патека. Со што, како што кажа, би се намалиле инцидентите по автопатите и по градските улици. Ризиците би се намалиле. Да, ризиците би се намалиле. Да се вратиме на автомобилизмот, да се вратиме на надпреварувањето. Како викенд очекуваш во последниот викенд од тековниот шампионат на Македонија? Па кога се возиме сами, ние многу се спојува ќе се пазиме, така да мирен ќе биде викендот, мислам дека. Се надам дека све ќе заврши како што треба, дека нема да има инциденти. И тоа е тоа. На крајот на овој разговор, прашањето за инспирацијата која што сте вие актуелните возачи, сите сте релативно млади, меѓутоа полека нели животот поминува, ентузијазмот спласнува, трошоците се големи како што кажат, дел од вас од своите приватни фондови, да ги наречеме, издвојувате средства за да можете да возите. Инспирацијата ја нудите ли кај младите? Има ли млади кои што се заинтересирани да продолжат по вашите стапки? Па, има млади кои што, иако многу доста се откажа од млади кои што возат картинг, бидејќи веќе ни картинг нема, како јас кога почнував од веќе на 2000-та година беше кога се отвори стазата во Волково. Тогаш имавме и стаза во Волково, каде што секојдневно можевме да одиме да возиме. А сега многу млади деца кои што се од тука од Скопје, од Македонија, одат во Хасково, возат во Кюстендил, значи не може да одат секој ден да се тренираат, него тоа се дополнителни трошоци кои што нема потреба да се прават. Например, да се земе таа стаза во Волково, кои што сега ја водат некои луѓе кои што им е само за бизнис, да се отвори, да се направи како што треба спрема ФИА некои стандарди, би било многу добро. Таа нека се изгради некоја нова, некоја друга на некое место вон градските содржини, некаде каде што ќе може да се упразнува автомобилизмот, како што е пример тоа во светот. Многу треба помош. На оваа година имав многу голема помош од спонзорите мои кои што ми помогнаа и без нив ништо не може да ми се оствари што го направи. Бидејќи последната трка беше премногу скапа. Не одев ни со мој автомобил, единствен македонец бев што отиде таму во Италија. Марко Блажевски, автомобилист, води во домашниот шампионат, еден викенд до крајот, се надева дека ќе одбрани титулата, да ти посакаме многу среќа, да им посакаме среќа на другите надпреварувачи, ако не се тука, ќе ги поздравиме. Следната сезона нека биде уште поконкурентна, да заживее малку, еве, можеби овој разговор ќе инспирира некого, нека заживее малку автомобилизмот затоа што му е потребен на овој народ кој што сака и мотоциклизам и автомобилизам. Па се надеваме дека последната година нема да видиме веќе овој Twingo Cup, дека ќе бидеме малку погоре, затоа што мислам дека можеме поголеми успеси да наредиме.